За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите солена торта со ајвар, кашкавал и кисела павлака. Почнуваме со подготовка на корат. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во сад за матење, жолчките ги ставаме во длабок сад. Во садот со жолчките додаваме половина од киселата павлака. Потоа додаваме половина од ајварот. Посолуваме со хималајска сол. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со жица за матење. Прашокот за печиво го додаваме во брашното. Промешуваме. Непрекинато мешајќи со жицата во садот со ајварот и павлаката го додаваме брашното. Додаваме 100 мл масло за јадење. Мешаме додека смесата не се соедини. И белките ги матиме со миксер. Посолуваме. Матиме додека не ја добијат потребната црстина. Белките ги додаваме во подготвената смеса. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Хартијата во тркаразен кала број 26 ја попрескуваме со масло. Со котврска четка ја намрсуваме. Потоа во калапот ја нанесуваме смесата. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Ја ставаме во длабок сад. Ја додаваме преостанатата кисела павлака. Потоа го додаваме преостанатиот ајвар. На крупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го мешаме филот со лопатка додека не се соедини. Калапот со испечената кора го вадиме од рерна. Ја вадиме кората од калапот. Ја отстрануваме хартијата. Ја сечеме кората на половина. Првата половина од кората ја премачкуваме со фил. Ја нанесуваме втората половина од кората. Премачкуваме со преостанатиот фил. Одсекуваме парче од тортата. Го ставаме на чинија за сервирање. Со готварска кеса го декорираме со кисела павлака. Декорацијата ја дополнуваме со гранчиња француски макдонос и четвртинки шери домати. На чинијата наросуваме оригано. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.